На малите екрани од кои треба да се гледа големата слика наместо нови, повторно се репризираат веќе видени епизоди. Авторите на партиската пропаганда, веројатно во недостиг на нова продукција, емитуваат клонирани пораки, во кои не се менува форматот, туку само актерската постава. Се разбира, со козметички интервенции врз содржината, колку изведувачот да даде личен печат. Почитувани граѓани, локалната власт во општина Газибаба и градската власт предводени од СДСМ. Почитувани граѓани, локалната и градската власт предводени од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Почитувани граѓани, општина Кисела Вода и градот Скопје предводени од СДСМ и коалицијата. Почитувани граѓани, единиците на локална самоуправа на град Скопје и општина Аеродром предводени од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во континуитет. Оваа рафална серија покажува континуитет, ама на начинот на кој се креира перцепција, а не конкретни резултати. Тие се најавуваат, но на скалата на изведба, наместо како што се ветуваше повеќе и подобро, очекувањата, тивко и нечујно, се намалуваат. Нивото на мерење на задоволството од реализацијата се редимензионира, а полниот капацитет на дадената гаранција се преполовува. И сега отвараме еден фронт за ова работа. Дај Боже 100% да успееме. Но верувам дека граѓаните со 70% ќе бидат задоволни. Да бе 50% да го успееме голема работа. Оние пак што не успеа да стасат до потребната половина од 61, и тоа токму поради тие политики. Не се решаваат да ги стишаат, туку им даваат уште поголема гласност, промовирајќи ги како свеж ветар во врвот на кадровската пирамида. Можеби затоа изгледа природно кога со таквото поведение новите фронтмени лаконски ќе одредат перспективата на партијата. На ВМРО ДПМН му е местото на улица. На ВМРО ДПМН му е местото на улица. И ворете да се послуша сугестијата, особено кога доаѓа од шеф на партискиот патриотски институт. Но само ако тоа место, наместо да зрачи со умереност или барем со лажна скромност, која го красеше предходникот, не блешти од впечатливиот сјај на ергелата на антимафијашките демонстранти. Нема веќе дебели кожни фотели, црвени персиски килими, лимузини, климатизирани финансирани од народни пари. За да не излезе дека се прави само едно нешто спротивно од ветувањата која се однесува на автомобилите, веројатно нужно беше да се покаже дека партијата и лидерот не се подпираат само на тој столб, туку дека имаат баш се. И тоа не пред кого било, туку пред вечно надобудниот политички монах, кој како не успел да стане владика, а решил да ја смени партиската вера. Деспотскиот однос на лидерот на Интегра, Љупчо Ристовски, и неговата фикција дека тој е пророк и месија пратен од Бога, ја претвори партијата во некаква секта. Затоа давам завет пред Бога и пред македонскиот народ на кој јас припаѓам, дека со сета своја душа, срце и разум се предавам себе си во реализација на програмските цели на Интегра. И на крајот, кога се прелетува преку политичкото поле, треба да се имаат предвид реперкусиите кои може да се очекуваат при атерирањето. И сите они седат како на трње. Како на трње, тоа е многу тешко, знам јас. Нема ништо полошо од трн, особено кога боцка, кога ќе биде ставен во нешто што требало да изгледа како здрава нога.